А по цели 19 години отсуства Република Северна Македонија на прагот да ја заокружи најобемната статистичка операција, пописот на населението, становите и домаќинствата. Започна на 5 септември, а денеска е последен ден за собирање на овие податоци. Од осамостојувањето на земјава досега целосно се спроведени само две вакви статистички операции во 1994 и во 2002 година. Статистичките резултати добиени од податоците собрани од пописот, освен за статистички цели, ќе се користат и за макроекономски планирања, креирање развојни политики, научни анализи и за низа други истражувања. За успешноста на операцијата, предизвиците на терен и за текот на целата постапка досега разговараме со Јасмина Ѓоргиева, портпарол на Државниот завод за статистика. Јасмина, добро утро. Јасмина, дали се слушаме? Да, мислам дека јас добро ве слушам. Добро утро, и ние ве слушаме во студиото. По речиси 20 години во земјава се спроведува попис. Денеска е последен ден. Можеме ли од сега да кажеме дека добро си ја завршуваме работата? Наискрено, баш денес, на последниот ден од пописот, влада и една посебна возбуда, затоа што навистина дојдовме до крајот на оваа операција која долго ја очекувавме, долго се подготвувавме и сме задоволни од она што го постигнавме. Беше вложен огромен труд во сите подготовки, организацијата, логистиката, самото спроведување на терен, меѓутоа еве крајот се гледа вечер во 20 часот, пописната апликација се затвара, попишувачите се повлекуваат од терен и потоа следи оној период на обработка на податоците. Значи ли тоа дека во предвидениот рок ќе заврши оваа статистичка операција или ќе имате потреба од продолжување од уште некој ден евентуално? Според сите согледувања, продолжување нема потреба. Денеска во 20 часот ќе завршиме се. Голем дел од општините во државата веќе ги завршуваат сите активности, се раздолжуваат со попишувачите, значи веќе во некои општини нема попишување на терен. Во одредени општини каде што имаме зголемена популација, каде што откривме дека е погусто населено од она што очекувавме, попишувачите и денес ќе бидат на терен, тие ќе попишуваат до 20 часот вечерва. Исто така ги повикуваме и сите граѓани кои по било кој основ се уште не успеале да бидат посетени од попишувач или не успеале да остварат контакт, да дојдат во некој од пунктовите, да дојдат во Државниот завод за статистика, каде што ќе можат да бидат попишани. Заклучно со 20 часот вчера, колку граѓани, домаќинства и станови се попишани досега? Точната бројка во моментов ја немам, само момент, мислам дека сега ја добивам. Еве сега, само 1.813.153 граѓани се опфатени до синојка до 20 часот, 562.110 домаќинства и 822.575 станови. Колку македонци од диаспората досега го искористија ова право да се попишат? Вчерашната бројка беше 201.000, во моментов немам бројка до утрово, негде после 8 часот ќе имаме бројка која ќе биде објавена на веб страницата. Со оглед дека истекува последниот ден, последните часови од пописот, знаете ли или имате ли податоци уште колку домаќинства, граѓани и станови треба да бидат попишани во текот на денешниот ден? Таква бројка не може никогаш да дадеме, затоа што и немаме со што да се споредуваме. Знаете дека 20 години немаме попис, бројките од 2002 се премногу застарени, премногу работи се случува во државата во овие последни 20 години. Од друга страна и урбанизацијата си зема замав, внатрешните миграции се огромни, така што не можеме да претпоставиме колкава е бројката на оние кои живеат во општините. Така што се она што ќе го опфатиме е придобивка за успешен попис. Јасмина, дали повиците до граѓаните да не им отвараат врата на попишувачите ви предизвикува проблем во теренската работа и дали тоа ќе има влијание врз крајниот исход од спроведувањето на оваа статистичка операција? Повиците за неотварање врата нема да имаат некое влијание врз резултатите од пописот, затоа што беа навистина изолирани случаи
кои ние не ги третиравме како класично одбивање. Оние класични одбивања каде што ќе ви отворат врата и ќе ви кажат јас не сакам да дадам податоци, тие се евидентирани. Меѓутоа, сето тоа малце и го одолговлечи процесот, затоа што секој попишувач ќе мораше да појде барем по 2-3 пати да се обиде да стапи во контакт со домакинството и голем дел од тие домакинства на крајот и се попиша. Така што не можеме да констатираме дека имавме одбивања во пописот. Што со оние лица кои, да речеме, од оправдани причини не беа тука да ја отворат вратата на попишувачите, односно се на привремена работа во странство, се попиша во државата каде што престојуваат или? Сите оние кои не беа во можност тука да се попишат, значи во овој период престојувале во странство, имаа можност да се само попишат преку апликацијата за само попишување, така што очекуваме дека и таму ќе најдеме голем број граѓани кои од оправдани причини токму во овој период престојувале во странство, меѓутоа ја имаа опцијата и можноста да се само попишат. Со оглед дека, како што и вие најавивте во престојниот период, следи обработка на податоците, можеме ли начелно да знаеме кога би можеле да очекуваме резултати од оваа статистичка операција? Нашата обврска е во рок од 6 месеци по завршувањето на теренските активности да ги објавиме податоците, што значи дека некаде таму во првиот квартал од 2022 година ние ќе ги имаме податоците од пописот. Јасмина, ти благодарам за ова учество во денешниот утрински брифинг. Секако ние остануваме во контакт за да ги споделиме со граѓаните сите оние информации кои што се поврзани со оваа статистичка операција.